Сончево и свежо, овој ден како да е создаден за плогирање. Овие тројца пријатели го прават токму тоа, трчаат и собираат ѓубре. Сепак постојат правила ако плогирате во група. Не можеш одеднаш да се наведнеш пред некого, затоа што сите кои се после тебе ќе се удрат и паднат. Сакате да бидете сигурни дека покривате поинаква територија. Тренерот Джеф Хуровиц вели дека е интересно да се открие дека она што тој го прави веќе подолго време станало фитнес тренд и плогирањето е се популарно во светот. За плогирање се потребни подготовки. Обично започнуваме со кревање тегови, склекови и некои вежби за рамнотежа. Важно е да има ракавици, сакате да бидете безбедни иако имате добри намери. Никогаш не знаете што ќе најдете, може да биде искршено стакло, медицински отпад. Не сакам да кажам дека постојано го правиме тоа, но понекогаш трчаме заедно во сабота или недела, го собираме ѓубрето и потоа одиме на појадок. Охрабрувањето повеќе лица да плогираат помага за подигање на свеста за проблемот со ѓубрето во Вашингтон. Кога улицата е валкана, имате лошо чувство за соседството, за заедницата. Дури се чувствувате помалку безбеден. Помага и за остварување на градските иницијативи за фитнес. Fit DC е иницијатива на градоначалникот за да го врати Вашингтон на врвот на листата на број 1 град во фитнес. Се чувствувам многу подобро, чувствувам дека сум остварил нешто. Сакам повеќе лица да трчаат по улиците. Се надевам дека луѓето ќе помислат два пати пред да го фрлат ѓубрето на земја. Има контейнери на секој агол, значи лесно е да се стави ѓубрето во контейнер. Тоа е пораката која овие лица сакаат да ја пренесат кога трчаат и собираат ѓубре.